Добро вечер, Беро! Добро вечер за ВМРО, ДПМН и за Коалицијата за подобра Македонија. Најнапред, сакам искрено да ви се заблагодарам за поддршката која што Берово ја даде во првиот круг на овие избори на нашиот досегашен и иден председател Ѓорги Иванов и ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Благодарам, Берово! Истата таа вечер, почитувани беровчани, кога председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и председателот на државата Ѓорги Иванов излегоа и достоинствено се заблагодарија на граѓаните за изразената поддршка на овие избори во една фер и демократска атмосфера. Излезе и председателот на СДСМ, Зоран Заев, кој што рече дека тоа биле украдени гласови. Дека 449, скоро 450.000 гласови биле украдени. Не може да свати човекот дека тоа е јасно изразена волја на граѓаните на Република Македонија. Тоа е направен јасен избор за еден концепт кој што носи прогрес, кој што носи отварање на нови работни места, концепт кој што има огромна разлика помеѓу ова што ВМРО ДПМН го работи и она што СДСМ го предлага. Огромна разлика помеѓу цврсто дадениот збор, преточен во пишана програма со 2046 проекти и лесно дадено ветување од страна на СДСМ. Огромна разлика постои помеѓу овие два концепти. Затоа очекувам дека и на 27 април повторно сите граѓани на Македонија ќе го потврдат тоа. Ќе потврдат дека има голема разлика. Има огромна разлика помеѓу тоа да отвараш нови работни места, да отвориш 120.000 работни места и да намалиш невработеноста од 38% колку што ја остави СДСМ на 28% за цели 10% поени. Има разлика во начинот на кој што ВМРО ДПМН ги поддржува земјоделците. Со континуирана поддршка, со континуиран раст на субвенциите на земјоделците. И има разлика во предвидените 600 милиони евра субвенции за македонските земјоделци, 600 милиони евра субвенции за македонскиот аграр, 150 милиони евра годишно. Досега невидено високо ниво на поддршка на македонскиот земјоделец. Тоа е нашиот начин на работа. Исто така, во нашата програма, која што содржи 2046 проекти, ќе најдете и други проекти од различни области. Јас би сакал да споменам еден проект во делот на образованието. Тоа е проектот за набавка на 300.000 таблет компјутери за секој ученик во основно и во средно образование да добие таблет компјутер со тастатура, за да може нашите ученици да бидат во чекор со современите компјутерски технологии. Тоа е грижа за македонскиот образовен систем, исто како што беше грижа воведувањето на бесплатни учебници, воведувањето на бесплатно средно образование, намалување на партиципацијата, отварање на универзитет во Источна Македонија, отварање на дисперзирани студии во многу градови во Македонија. Тоа е поддршка за младите македонци. Тоа е поддршка за младите во Република Македонија. Тоа е поддршка која што ќе продолжи во наредниот период, како што е проектот кој што го предвидуваме во програмата за доколку некој работодавец, приватна компанија, вработи лице до 29 години, значи млад човек, да добие субвенција или поддршка од државата за покривање на пензиското и здравственото осигурување во износ од 27% во период од 12 месеци. Со тоа што приватниот работодавец има обврска да го задржи младиот човек во наредните 12 месеци. Многу е веројатно дека кога некој ќе работи 24 месеци или 2 години, тој ќе остане и ќе го задржи работното место. Тоа е нашата битка. Битка за секој едно работно место, посебно битка за отварање на работни места за младите лица. Тоа е битката на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Исто така, во нашата програма има и други проекти. Особено сум горд на проектите во делот на здравството. Тоа е сектор со кој што имав привилегија и одговорност да раководам во изминатиот период.
Имаме предвидено 79 проекти, 2 капитални проекти, меѓу кои изградбата на клиничката болница во Штип, проект вреден 27 милиони евра само во делот на изградбата и уште 10 милиони евра во делот на опремата, и изградба на новиот клинички центар во Скопје, проект вреден 70 милиони евра. Тоа е проект кој што е наменет за сите граѓани во Република Македонија. Во делот на здравството имаме и многу други проекти, како што е продолжување на политиката на намалување на цените на лековите, како што е проширување на позитивната листа на лекови, но и како што е проектот Ало докторе, со кој што сакаме да овозможиме преку отварање на една 24 часа отворена линија и ангажирање на најмалку 10 доктори, специјалисти и 10 сестри, да овозможиме на сите оние кои што имаат помали здравствени потешкотии во вечерни часови, за време на празници, кога не можат или нема потреба да се упатат на лекар, да може да се јават и да побараат подршка и совет од лекарот, кој што ќе процени дали може да се даде подршка, совет преку телефон или ќе го упати пациентот во некоја здравствена установа. Ова е проект кој што е предвиден или веќе имплементиран во многу европски земји и кој што придонел за намалување на бројот на пациенти кои што се упатуваат во здравствените установи, а со тоа и намалување на гужвите и турканиците во чекалните и пред ординациите. Исто така, во нашата програма ќе сретнете и многу други проекти кои што се во други области. Меѓутоа, многу е значено да се потенцираат проектите во делот на развојот на инфраструктурата, изградбата на автопатот кон Источна Македонија. Тоа е проект за кој што многу долго време се говореше и тоа е проект кој што веќе е започнат и тоа е проект кој што ќе го реализира владата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, за развој на инфраструктурата во Македонија, за изградба на патишта, експресни патишта, за изградба на регионални и локални патишта. Но она што за мене е најзначајно, она што за нас е најзначајно, тоа е предвидување на проект со кој што ВМРО, ДПМН и коалицијата се обврзува да отвори најмалку 64.000 работни места преку отварање на најмалку 30 фабрики во Македонија, затоа што знаеме дека невработеноста е проблем број 1, затоа што директно во очи му гледаме на тој проблем и не ги ставаме тие проблеми по тепих. Затоа се обврзуваме нова, се обврзуваме во континуитет да продолжиме да ја намалуваме невработеноста во Република Македонија и од сегашните 28% да ја сведеме на 22%. На крај, сакам да ве повикам сите на 27 масовно да дадете поддршката за нашиот сегашен и иден председател и врховен командант на армијата на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и за нашиот премиер и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, за на 27 април да славиме победа на председателот Ѓорѓе Иванов, најмалку 14 пратеника во третата изборна единица и најмалку 63 пратеника во Република Македонија. Да сте здрави живи, да живее Беро, да живее ВМРО и коалицијата, да живее Република Македонија. Благодарам.